И повторно имаме ова утро Ирена на линк, сега е префрлена на другата страна, предпоставувам дека на истото место, но на сосема друга тема, нешто што на сите ни е потребно. Ке зборуваат за јогата, за наш ментален и емотивен баланс. Така некако му доаѓа да го постигнеме. И то како ми е потребно, особено ова утро. Ирена, повели со твојата соговорничка. Искра, добро утро, ти благодарам за оваа убава најава. Не сме на истото место, ја сменивме локацијата, иако јас го сменив местото на седење. Малку се прошетавме низ Скопските улици и морам да кажам дека во центарот на градот има навистина голема гужва, можеби поради тоа што времето денеска ни е вакво какво што е, врнежливо и облачно, барем во Скопје. Инаку, она што кажа Искра, ке зборуваме за ментално и емотивно балансирање. Тоа е впрочем предизвик кој што започнува утре. Ние живееме во еден константен дисбаланс меѓу емоциите, меѓу чувствата и меѓу нашите мисли, а за тоа каков предизвик станува збор, ова утро нашата и ваша утринска гостинка редовно доаѓа кај нас во студио. Ова утро сме надворот од студиото на друга локација. Билјана Пешева, јога инструктор и професионален водич за возрастни. Билјана, добро утро. Добро ни дојдовте во Добро утро секој утро. Ви благодарам, добро утро и на вашите гледачи. Сакам да го најавам предизвикот кој што започнува утре, кој што вашите гледачи може да го најдат на моите социјални мрежи, нели Билјана Пешева и Healthy Life Skills и Healthy Yoga, кој што работи на, значи предизвикот е насочен за враќањето на внатрешниот мир и баланс. Всушност ние, начинот на кој што го живееме нашиот живот, начинот на кој што сме врзани со луѓето, начинот на кој што ги поминуваме сите стресови, сето тоа што ни се случува, особено од минатото, ако нешто имаме задржано во себе, всушност го одредува квалитетот на нашиот живот. Всушност преку овој предизвик ќе работиме на внатрешните уверувања, верувања или митови, како што ги нарекувам, во кој што ќе работиме на разрешување на внатрешните уверувања, кои што сметаме дека заради тоа и тоа ние не можеме да имаме внатрешен мир и спокој. Нели најчесто наоѓаме некои оправдување, неедноставно кажано, заради тоа што имам многу работа, заради тоа што имам деца, заради тоа што не можам да постигнам, јас не можам да почнам нешто да правам за себе и едноставно немам мир, не можам да се вратам на себе. И тоа е еден од поголемите проблеми со кои што се соочуваат многу мои практиканти, учесници на моите курсеви и програми, бидејќи освен јога часови, нели давам и држам и едукација за ментално и емотивно ослободување, користејќи ја техниката, користејќи разни техники, но измеѓу другите техниката на Филис Кристал, која што ќе ја применам и ќе ја употребам во текот на од 12 ноември, кога ќе ми започне курсот кој што се нарекува ментално и емотивно балансирање. Всушност, од 2013 година држам часови, едукации, ретрити, јога часови и така натаму. И целокупното моје искуство со сите тие курсеви што сум ги правела, навистина ми докажува и јас силно верувам дека преку моќта на медитацијата, преку креативната визуализација, навистина може човек да се ослободи од тежината која што носи во себе, од потиснатите емоции, поврзани со некој настан во минатото, со некоја личност од минатото, но истовремено медитацијата дава и уште една многу голема работа, тоа го враќа внатрешната енергија, внатрешниот живот. Па така предизвикот кој што ќе се одвива преку имейл, значи вашите гледачи треба да се пријават на предизвикот, ќе добиваат мејлови со кои што ќе дискутираме нели во текот на мејловите, продолжува на некој начин е продолжеток со курсот кој што кажав ќе започне на 12 ноември. Кои се техниките кои што ќе бидат опфатени на овој курс? Значи, курсот се заснува на техниката на Филис Кристал, кој што е психолог од школата на Јунг, која што техника јас првпат ја сретнав во 1996 година кога одев на напредна едукација на трансакцијска анализа, тоа е правец во психотерапија. Тогаш првпат се соочив, тој еден викенд ми беше магичен, кога навистина ја сватив моќта која што може да има толку едноставна техника, која што е полна со символи и креативна визуализација, која што ние ги практикуваме. Во 2001 година, уште да кажам, Филис Кристал беше во Македонија и тогаш во живо навистина целиот овој семинар го искусив и ми беше уникатно искуство. Техниката се занимава, односно е насочена кон пронаоѓање
нели да ги утврдиме кои се нашите емотивни или енергетски врски, како што ги нарекува Филис Кристал, и како можеме да ги тргнеме, да ги извадиме и сечиме, ослободиме од нас. И токму тоа учиме, ние усвојуваме техники како може да се ослободиме од негативниот багаж што го носиме во нас, тежината, чувството, мислите, некој не напуштил, нешто се случило од кое што се уште имаме чувство на вина, сите тие работи кои што ни тежат и кои што всушност не спречуваат да живееме автентично, такви како што сакаме, или да бидеме среќни и весели, но ја велам среќата всушност значи да имаш внатрешен спокој и мир, кој што е клучот за успех. Нели, мирен сон и внатрешно сме задоволни од себе. Тоа не значи екстатично дека треба да бидеме стрикни, тука сме задоволни од тоа што сме. И токму тоа оваа техника помага во враќање на тој природен баланс. Не можеме секогаш самите да го постигнеме тоа, сепак ни треба некој да не води, да не насочи како тоа правилно да се постигне, а сите ние за еден нормален, мирен, спокоен живот потребно ни е баланс како што токму што го објаснува. Така, баш така. Значи за да имаме мирен, спокоен живот, да бидеме среќни, да тоа трае, не само да е сега кога сме млади или во средни години, туку и кога сме баш возрастни да бидеме среќни и задоволни со себе, е многу одлична прилика. Оваа техника која ќе научат нели гледачите, тие што ќе се приклучат, може после сами да си ја применуваат во текот на живот. Да. И исто така добро е што ќе биде онлайн, значи јас ги водам во живот сите тие работилници, но тоа ќе биде онлайн средби со можност да една средба организираме заеднички да се сретнеме, зависи дали луѓето се повеќето нели од Скопје или се од надворешноста или од другите земји, каде што ми се приклучуваат. Така да ги поканувам вашите гледачи да погледнат на социјалните мрежи, на Healthy Yoga и Healthy Life Skills и кај мене на профилот Билјана Пишева, објавена информацијата за курсот, може да прочитаат повеќе, навистина детално што се ќе се прави и да се пријават на овој настан. Има многу луѓе во Македонија и во Скопје, јас лично што познавам, кои што практицираат йога. Йогата е еден начин на живење, веќе не е само еден вид на спорт или медитација, како ја кажувате вие. Йогата е за сите генерации и од најмало детска возраст. Вие сме зборувале на теми дека и децата може да практикуваат йога. Едно прашање еве вака, од каде кај вас љубов кон йогата? Од кога започна вашата приказна? Мојата приказна започна многу одамна, значи јас вежбам и почнав да вежбам йога на 18-19 години. Може би затоа што моите не ми дозволува и сметаа дека нели не е добро, особено во тоа време јас кога почнував. Но стално го раскажувам тоа, мајка ми кога ми велеше зашто одиш на йога, ја викам мамо, лежиш и уживаш, викам и вежбаш, знаеш тоа колку е добро. Всушност йогата е стил на живот, значи начин на живот, во јогата влегуваат медитациите, креативните визуализации кои што јас сега ќе ги правам на курсот со Филис Кристал, физичките вежби и влегуваат техниките на дишење. Всушност целокупниот наш организам, значи ние сме како едно битие, холистички ако гледаме, составено од физичкото тело, од нашите мисли, менталното тело и од нашите емоции. И ако тие три тела, нели, не се меѓусебно во хармонија, многу повеќе ќе имаме дисбаланс, дали болести, дали ментално, дали ќе имаме тежини, плачење и така натаму. Така да за мене јогата е таа интегрирачка техника која што на секој ден може да извлече од себе тоа што сака. Некој може да дојде да вежба јога, еве може да се приклучи на моите онлайн јога часови, може да се приклучи на медитациите или само да медитира, може некој да ги употребува техниките на дишење за да се смирува, особено ако доживува панични напади, анксиозност, што е сега во ова време многу поинтензивно поради стресниот начин на живење. Така да јогата е едно пакетче од кој што секој може да извлече тоа што сака. Тие што ги интересира духовност, исто така може да придат во јогата баш на таков спиритуален начин. Огромна е длабочината, придобивката и длабочината од каде што може да се вадат разни работи кои што на секој еден индивидуално му одговараат. И тоа е предноста за мене и заради тоа е стил на живот, нели исто исхрана може да се внимава, тоа се различни аспекти. Знаење, книги, читање и така натаму, пеење, песни, молитва, медитација, мантра, тоа се влегува во тоа едно пакетче јога и секој може да си го земе она кое што навистина му одговара.
Навистина убаво кажавте вака за крај. Уште еднаш повик до сите заинтересирани да се приклучат утре прво на предизвикот ментално и емотивно балансирање. Во ова време на сите ни е потребно. Благодарам за гостувањето и благодарам што еве вие го испивте првото утринско кафе заедно со нас во наше друштво и во друштво на нашите гледачи. Благодарам, до скоро видување. Благодарам многу. Еве, ние се одјавуваме од нашето второ линковско вклучување. Студио или Искра, дали ќе се слушнеме, дали може би имаш некое прашање? Ти благодарам многу, Ирена, мислам дека беше и тоа како исцрпно, сега кој ќе мора да се посети тој курс за да се сватат точно тие совети, но се надевам дека некој гледач ќе ни се јави за да го видиме бенефитот од тоа, па сите да бидеме посмирени, порелаксирани, поизбалансирани. Така е.